Секој народ, не само на Балканот, туку претпоставувам и во целиот свет, има потреба да се докаже и искаже дека е прв. Некад од каде доаѓа таа потреба и феномен, дали е тоа природно или се наметнува? Истовремено го отвораат и просторот да се шират и тие некои теории на заговор, кои што се многу често поврзани токму со темата за етногенезата. Тоа е една буквално митоманија која што се гради со една определена цел. Таа цел во тој момент е формирање на држави, добивање на територии. Има сега една вистинска историја која што се крие, нели, која што може да ја слушнете само вака по подкасти, по не знам какви некакви полузатемнети места, веројатно. Да. Дури јас би рекла дека и Балканот и не е толку исклучителен. Мислам дека тоа ставање на некоја исклучителност на Балканот е повторно една колонијална тангента. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Денес се наоѓаме во Битола, поточно во спомен куќата на првоборецот Стеван Наумов Стив, каде што го отпочнуваме серијалот на историски емисии, каде што ќе зборуваме за минатото и сегашноста со другарите историчари, а на теми кои што ги интересираат не само народите во Македонија, туку и народите на Балканот. Од мојата десна страна е другарот Васко Гичевски. Здраво, Васко. Здраво, мило ми е за поканата. И од левата страна другарката Ивана Хаџиевска. Здраво, Ивана. Здраво. Добро ве најдовме во Битола. Добро. Прв пат снимаме тука и драго ми е што ќе имаме прилика да го разобличиме на некој начин, да кажем, историскиот ревизионизам и десничарското толкување на историјата. Тоа е, нели, главната идеја на овој серијал. Па, Ивана, би почнале со тебе. Обично, секој народ, не само на Балканот, туку претпоставувам и во целиот свет, има потреба да се докаже и искаже дека е прв. Некад од каде доаѓа таа потреба и феномен, дали е тоа природно или се наметнува? Па и како и секој еден феномен, и националните митови имаат своја материјална база, основа каде што тие се јавуваат, функционираат. И како во овој случај имаат и своја некоја политичка голема мобилизациона моќ. Таа мобилизациона моќ за прв пат се среќава во историјата најмногу во оние движења за време на империите или постимперијални, каде што народите, трудејќи се да излезат од јаремот на империите и слично, заплувуваат во тој процес на национална изградба, каде што како еден амалгам кој што различни групации ќе ги држи заедно, ќе создава една политичка кохезија меѓу нив во дадениот историски контекст, се јавуваат токму тие мастер наративи за нацијата. Секако дека тие се поврзани со класните дадености, со оние политички елити кои што ги водат тие наративи. Меѓутоа, сметам дека за некако да ја сватиме конкретната или пак актуелната мобилизациона моќ која што и денес ја согледуваме во националниот мит како феномен, сметам дека треба малце да се навратиме во периодот на 90-тите години. И да сметам дека пред да навлегуваме во некои, не знам, можеби конкретни дефиниции или примери и слично, мислам дека ќе е доста интересно за сите што ќе ги следат овие емисии, да некако да ја почувствуваат атмосферата на тој еден период во 1990-тите години, каде што, како што знаеме, јас најмногу зборувам сега за постјугословенскиот простор, или тогаш се уште едно социјалистичко општество кој што навлегува во процеси на дезинтеграција и идеолошка, и политичка, и економска. И чисто сакам да се почувствува таа една атмосфера која што владеела во тој период, и би сакала да дадам еден така малце вивиден пример. Може би некои ќе се потсетат, може би некои ќе им биде интересно да истражат понатаму, но интересно е дека во
во сите републики се јавуваат во тој период голем еден наплив на медиумски содржини кои што се поврзани со окултизам, јасновидци, па има тие емисии дури на медиумите со национална фреквенција. Има едни доминантни содржини каде што се јавуваат нели тие емисии поврзани со откривање на иднината, тие нудат некој како и лесен ескапизам во општество кој што е во една дезориентација. Меѓутоа истовремено го отвораат и просторот да се шират и тие некои теории на заговор, кои што се многу често поврзани токму со темата за етногенезата. Кој народ, од каде има некоја своја опашка и слично. И најчесто, како што кажа и ти во својот вовед, тие се поврзани токму со некоја експликација дека оној што ги искажува, нели, кој што ги пропагира одредени теории, секогаш ако е представник на некој етнос или на некоја националност, таа националност е најстара или најмоќна и слично. И доколку овие теории не дека не постоеле, меѓутоа од една позиција на тие некои маргинални фринч, медиуми и слично, веќе пополека навлегуваат во таа главната вододелница на медиумите, на општеството, па дури, како што ќе видиме понатаму во дискусијата, доаѓаат и до официјалните институции, каде што се на еден многу посистематски начин насочувани понатаму кон луѓето. Што е поентата на ново еден така попластичен пример? Дека веќе се случува процес каде што доминантната улога во интерпретацијата на минатото не е кај историчарите или пак би била уште попрецизна, не е веќе во полето на научното, рационалното разбирање на феномените, на историјата како една хуманистичка дисциплина, туку пополека се пренесува веќе во поле каде што се застапени тие повеќе емотивни доживувања, поврзани со, нели, како некој може најмногу политички да се накрене едно население, да се мобилизира, најлесно е токму со таква некоја содржина дека ние сме најстарите, најмоќните, некој од нас ја крие таа вистина, тоа се некои наши надворешни или внатрешни непријатели. И на тој начин настанале некои, веројатно и ќе ги споменеме и многу смешни наративи, базирани врз некои лингвистички игри со зборови, или пак некои фринч теории и слично. Но од друга страна, она што може да делува во некој период на таков еден како што кажав ескапизам, пополека се претворало во една поврзаност со мобилизација на луѓето и кон етнички конфликт. Така што би сакала, овде ми е многу важно исто така да додадам дека за мене како истражувач токму на тие процеси ми беа доста интересни теориите на други регионални истражувачи кои ми се доста референтни, дека всушност таа транзиција кон капитализмот е исто така поврзана и со како што има примитивна акумулација на капиталот. Според еден истражувач, културолог Гал Кирн, и таа е една, според мене, феноменална теза, дека постоела токму во тој период една примитивна акумулација на сеќавањата. Така што, според тие историски, културолошки, антрополошки истражувања, кои што се и во токму поврзани со економската историја, не само со тие процеси во полето на културното доживување на историјата и на сеќавањата, токму прикажуваат дека за да дојде до таа транзиција во економска смисла, најпрво постоела таа транзиција токму во областа на сеќавањето, во областа на како се доживува минатото, во како се доживувал тој амалгам кој претходно постоел. Вредностите и социјалистичкото општество базирано врз таа идеја, која е главната идеолошка идеја носителка, тоа е всушност идејата за антифашистичката победа. Понатаму секако дека имало и други внатрешни динамики кои може да бидат и предмети на истражување и на критика и така натаму, меѓутоа имаме една идеја која што била од еманципаторски карактер, поврзана со антифашизмот. И сега
тој наратив започнува пополека токму во еден период каде што исто така морам еден историски контекст да додадам тука, бидејќи тоа не било општество кое што било затворено во некој вакуум простор. Тука имаме исто важни и 70-тите години. Југословенското социјалистичко општество ги доживува тука тие афтершокови од нафтената криза. Понатаму во 80-тите години веќе се чувствуваат и тие на глобално ниво, како што доаѓаат понатаму во регионите ефекти од тие неолиберални политики на меѓународниот фонд. И понатаму исто така е доста интересен и процесот кај интелектуалните елити во општеството, бидејќи некаде во 1986 година токму тие некои меморандуми кои што излегувале со доста етноцентрична содржина биле токму поврзани и доаѓале од лица од највисоките академски институции, најчесто писателите, книжевниците и историчарите се јавуваат како носители на тие идеи за народи кои што биле на некој начин оштетени од ситуацијата, па дека секогаш соседниот народ е тој кој прави штета. Дискриминирани, угнетени, нешто им е земено. Значи, од една страна е многу интересно дека се јавува тој наратив на народ жртва, кој што е оштетуван од во историјата долго време, но исто така тоа е и народ кој е супериорен, има супериорна интелигенција, има супериорни други значења и слично, кои што некој цело време му ги сокрива, му ги одзема, па така и односот кон историјата се менува. Значи, некој, например, историчарот Кулич исто така укажува на тој секако дека најмногу се фокусира во српското општество, меѓутоа слични процеси се случуваат на цел постјугословенски простор, дека се менува, тој ја нарекува таа епохална свест, дека историјата веќе започнува да се гледа некако едно поле на тие рационално согледување на историските процеси и така натаму, туку како едно духовно поле, каде што е поврзано и со патриотизмот и слично. Така што тука би ја заокружила токму и на едно феноменолошко ниво, меѓутоа гледаме дека и од тоа феноменолошко ниво историјата и процесите на сеќавање како многу се поврзани и со тие центри на моќ кои што делуваат кон превземање и на економските ресурси. Исто така во тој период, како што спомнав, и со ова би заокружила за овој дел, исто е многу важно, кажавме дека на медиумите започнуваат да се појавуваат содржини кои што се од окултен карактер и слично. Меѓутоа тоа се случува, гледаме како се поврзани процесите во период кога заради тие транзитивни процеси се уништува и се одзема од народот, се одзема преку константно деградирање, разрушување таа социјална инфраструктура на образовни организации, здравствени организации и се она што е битно за да дојде до тие, како што доаѓале тие после Втората светска војна кај ова население на целиот простор, еманципаторски процеси на издигнување, на описменување и слично, и започнува намерно, систематски да се таа социјална инфраструктура да се уништува. И со тоа се уништува и капацитетот за интелектуално промислување и слично, и се отвора еден огромен капацитет пак за да се наполни тој вакуум простор со содржини како што спомнавме на почетокот. И тоа е едно многу важно стојалиште да се разбере каква била состојбата, па понатаму какви биле симптомите кои се јавуваат на институционално или на другите нивоа поврзани со националните митологии. Апсолутно, да. Мислам дека целосно се согласувам со ова дека социјалната празнина се пополнува со национални и етнички митови. Конфликти, митови, така. Па Васко се зборува дека историјата е учителка на животот. Па дали историјата всушност представува подлога за национал-шовинизмот што им се сервира на новите генерации, да речеме? Па зависно како ќе ја сватите историјата, односно што сакате вие да ги поучите новите генерации преку историјата како таква. Историјата со самото нејзино создавање, јас верувам дека била создадена за да ги поучи идните генерации и како што сам Херодот вика да не се заборават делата на големите луѓе.
И сега ние тоа малку го злоупотребивме во политички цели, па така започнавме посебно од 19-тиот век наваму, кога требаше да се има едно историско алиби за да постоите како држава, да имате историско право на држава. Историјата навистина стана една клучна алатка со која вие ќе се дадете едно како досие буквално, во кое што ќе имате основа за да се проширите, да окупирате или да ослободите некоја територија која што наводно била од некого окупирана. И од тука почува национал-шовинизмот како таков. Инаку историјата како наука апсолутно нема намера никого да повреди, ни еден да биде основа за окупација на еден народ, таа не може да биде основа за вие да имате оправдување некакво за да измените сегашна состојба, бидејќи историјата е она што се случило во минатото. И таа на никаков начин не би требало да може да ја влие сегашноста на таков начин. Таа може да влие на сосема други начини, но она што го правиме ние во последниве 200 години, можеме да се каже, од германските историчари наваму, па и британските, кои што биле обседнати со митовите за големите држави, за нивните успеси во стариот век, па и во средниот век. Значи, тоа е една буквално митоманија која што се гради со една определена цел. Таа цел во тој момент е формирање на држави, добивање на територии, па дури и оттаму потекнуваат и, можеме да кажеме, и расните предрасуди, затоа што ако едните, овие што ја создале европската цивилизација, не за џабе се вика само за Европа европска цивилизација, сите останали цивилизации некако многу полосно се влезени во тој корпус на цивилизации, сите останати се нецивилизирани. Штом сите останати се нецивилизирани, тогаш ние имаме право да одиме таму и да ги цивилизираме. И сега што се подразбира под тоа цивилизирање, веројатно тоа цивилизирање беше и Конго колонијално, кога кралот Леополд им отсекуваше раце на луѓе доколку не одработат определена норма во текот на денот. А тоа се пресликува и на Балканот. Балканот, посебно, например, е интересно што, колку тоа задира образованието, историјата и образованието заедно. Например, во Османлиска Македонија биле забранети карти да се прикажуваат на земји и на територии, да се засебно да се прикажуваат Османската империја. Се знае Османската империја до каде, се избегнувале да се прикажуваат новоослободените територии како Грција, како Бугарија. Значи, тоа било строго цензурирано, исто како што било цензурирано во учебниците да не се споменува револуција, борба за промена. Значи, сите тие приказни биле ставени длабоко под плаштот и во суштина и таа историја тогаш што се учела била ставена директно во улога на државата. Значи, најчесто се величеле успесите на османската држава, иако османската историја не била кој знае колку разработена во тој период, тоа што османската историја како наука се појавува токму во 19-тиот век. Значи, ги користеле буквално преданија кои што се давале записи од хроники и се одело во функција на глорификација на државата. Подоцна милотурците тоа ќе го стават во контекст на обединување на цело население, значи нема веќе милети според нивната концепција на државата, туку сите се османли, па мора да се гради таква некаква митоманска историја, да кажете, ние имаме сите едно заедничко потекло, живееме сите во една заедничка држава, што впрочем е и најголемата социјална улога на историјата е да ги обедини луѓето. Велам социјална, не политичка. Политичката функција која што подоцна се наметнува, таа мора да гради национален наратив, значи да не се лажеме. Државата е таа што ја гради нацијата. Нацијата не настанува од народот како таков. Има народи кои што немаат своји нации, па ниту имале потреба да имаат своји нации, како што има еден куп народи во Африка, како што денеска ни се курдите кои што немаат, иако се толку милиони народ, немаат своја држава. Значи, процесот на градењето на нацијата почнува отпосле. Прво се формира држава и државата ја продава својата приказна. Како ја продава својата приказна? Најчесто преку историската наука и преку учебниците. И тоа е процедура на сите земји во светот. Значи, истото и во Америка, и во Велика Британија, и секаде. Да, значи, тоа е она што го кохезира општеството како такво. Да. Па еве веќе кога ја спомна државната историја и историјата која што е во служба на државата, Ивана, да се надоврзам со тебе. Каква е официјалната историја на државата? Дали е етноцентрична или постојат и други школи, да речам, историски? Па, како, мислам, едно одлично надоврзување е секако дека за да се произведе тој
заеднички кохезивен амалгам лепило кое што сите ги спојува, бидејќи во едно општество има и многу различни, може да има и многу различни групации, дали без разлика поделени, дали ќе се на некоја социјална стратификација, класна или пак етничка, религиска и слично. Тоа е некој заеднички лепак кој што сите низ символи, разни наративи, приказни, мастер наративи ќе ги соединува, главно користејќи ги оние процеси кои што ние така во теоријата ги нарекуваме процеси одгоре. Тие се воспоставени низ институциите, низ официјалните канони. И сакала еве низ конкретен пример да ги разгледаме како функционираат тие политики, официјални политики на сеќавање во македонскиот контекст. Па еве јас би направила една, можеби ке е интересно и за секој кој што се интересира за самата тема, да се има различни локации од каде што може да започне да ја разгледува и слично. Па така, например, јас ке зборувам, бидејќи го софативме тој државен аспект за периодот после Втората светска војна, нели, создавањето со АСНОМ и така натаму на македонската држава. И сега некаде веќе во 1948 година се воспоставуваат тие, веќе се воспоставени, веќе започнуваат со функционирање тие во контекстот на социјалистичкото општество, официјални академски институции се возобновуваат после воениот гареж, нели, факултетите и се воспоставуваат секако во контекст на социјалистичкото општество. И некако во тој период, сега главно зборувам за политиките на историја на општеството, и веќе имаме, се гради првата генерација на историчари кои што се ја разгледуваат историјата главно низ тој тек на класната борба, на работничкото движење, на како тоа е низ научниот марксизам кој што бил тогаш моќен во во воспоставувањето на научната мисла како една теоретска основа која што била многу важна. И се следи таа хегелијанско-марксистичка теза дека постои таму некаде во иднината момент на револуција кој што нели се случува после тие класни борби и така натаму, кој што во овој случај, нели, Втората светска војна, и тоа се нарекувало и во учебниците и во едноставно во јавниот дискурс, нешто што малце е заборавено сега. Се користел тој термин на социјалистичка револуција. Не само Втора светска војна, партизанско движење, отпор и така натаму, народно-ослободителна борба, тоа е еден од главните термини, меѓутоа се користел и терминот социјалистичка револуција. И сега тоа е главната вододелница. Тие историчари кои што биле посветени на народно-ослободителното движење, исто така посветени и на социјалната историја, и секако тука започнува голема посветеност и на тие теми кои што го обработуваат националното прашање, но секако тоа било позиционирано токму во овие теоретски рамки. И сега во тој период создадени се се создава волуменозна литература. Во тој период мора да имаме во предвид дека функционирале на еден многу усмерен и многу квалитетен начин, јас дори би рекла, институциите во смисла на начинот на работа, во средствата кои што се оставале токму за научно-истражувачка дејност, во вработувањето на квалитетни кадри, создавање на некои од првите томови литература посветена еве и за антифашистичкото женско движење, литература која што била важна за да се воспостават тие темели на историографијата во државна смисла. Сега таа литература во најголем дел е од еден индекс карактер, значи главната цел е да се направи реконструкција на настаните. Таа не е литература од некој деконструктивен карактер или слично, но е многу важна бидејќи представува база за оние истражувања кои што се водат понатаму. И секако дека до тој период, некаде до 80-тите, 90-тите години, функционираат институциите на тој начин. Така што повторно доаѓаме ние во 90-тите до, нели, со транзицијата,
таа многу влијае и врз научната работа. На тоа, еве еден само пластичен пример би било да се укаже на тоа дека некаде од 2000-тите години многу од овие списанија кои што ги издавале институтите поврзани со историска наука или замруваат, ги едноставно нема доволно средства за нив, па дури и денес имаме такви примери каде што само со ентузијазмот на луѓе од историските науки, дали се студенти, дали пак колеги и слично, функционираат одредени списанија, нема средства за нив, но од друга страна пак имаме наративи, главно се тие позиционирани од политичките елити кои што се на власт, кои што доминантно се осилени токму од тој некој наратив за најстари народи и слично, па ние дури имавме еден момент на исчитување повторно во оној период каде што имаше власта која беше тогаш на сила, имаше еден проект, нели, Скопје 2014 на ребрендирање на нацијата. Па тогаш се појавија доста слични, како на почетокот на дискусијата, и псевдоисториски наративи. Имаше повторно исчитување на каменот на Розета, кој што беше представен како пронаоѓање на старомакедонски текст. И имаме и таков вид на примери. Ова е еден експлицитен пример, секако се појавија и текстови во стручни списанија, каде што тоа се едноставно со помош на методолошките алатки и слично, тоа јасно се порекнува, се отфрла, да. Меѓутоа, и да се направи такво отфрлање, штетата се прави, бидејќи овие наративи доста делуваат, значи луѓето кои што го правеа тоа повторно исчитување на камерот на Розета, тие доаѓаа од официјалните институции, стануваше збор за професори, секако не професори кои што доаѓаа од историските науки, меѓутоа тие беа повторно професори од официјални институции. Така што гледаме како од една страна имаме пат на таа социјална инфраструктура, а раст на овој вид на теории на заговор и слично, не знам, се поставува тука и некои многу се интересни тие некои лингвистички формулации. Па ако на некој нешто малце смета дека можно е да има некаква смисла, па ете тоа е така. Например, многу често се користи поврзување со некои цивилизации или пак народи од минатото или термини етрурци, па тоа затоа што се појавува некој слог или некое зборовно значење, рашани, рачани, трачани и на крајот рашка и дуклја или слично. Ова мислам смешно звучи, меѓутоа луѓе кои што можеби не се толку навлезени во ова, дадов еден пример кој што поврзано со други школи кои што се занимаваат со ова прашање, меѓутоа кај сите балкански народи се јавува сличен наратив и сите имаат таков вид на групации кои што во одреден момент дури од официјалните институции се прифаќаат на начин што им се дава платформа. Значи, можеби тоа нема да се случува директно во институциите и слично, меѓутоа оние луѓе кои што во една општествена смисла го имаат легитимитетот, даваат платформа на токму на вакви псевдоавтори или слично. Така што штетата што се прави е главно од еден мобилизацијски карактер, бидејќи потоа многу тоа исто како да го споредиме со брзата храна. Тоа е нешто што многу делува сладко, нешто што за брзо создава некаква зависност на вкусот и потоа е многу тешко луѓето да ја сварат. И да ја сварат, но и да се откажат. Апсолутно. Така што гледаме како и во самото интервенирање во институциите на начинот на намалување на квалитетот на работа, на намалување на професионализмот, се намалува токму и капацитетот на нивниот имунитет да се спречуваат вакви појави. Од друга страна пак се намалува просторот, нели, за едно современо квалитетно истражување на темите. Како, денес има различни школи, од либералната провиниенција или слично се едни од најпопуларните
тези денес за теоретски рамки и методолошки рамки за истражување во областа на историјата и проучувањето на минатото се тие теории за мултиперспективност во историјата, за паралелни наративи или слично, така што има најразни современи правци, школи кои што и денес се користат. Меѓутоа, не можеме да забележиме некое нивно стратешко позиционирање во институциите, бидејќи таму некаде во 90-тите години, како што кажав, некако таа се појавуваат нови генерации на историчари, меѓутоа кај нив е забележливо дека постои една замисла дека се работи во некој вон идеолошки контекст. Меѓутоа, тој вон идеолошки контекст е невозможен, не постои. Тоа е, и овде би завршила, само ми е многу битно еден пример да додадам. Се појавува некаде во, мислам дека беше 1996 година или 1993 година, секако ова е нешто што може да се потврди понатаму. Една многу интересна јавна дискусија, тогаш јавните дискусии често меѓу интелектуалците се воделе и во водечките медиуми кои што се биле од принтан карактер и слично. И тука се појавува еден од историчарите, еве да ја наречам втората генерација. Тој пристапува со еден таков критички дух кон историјата. Станува збор за професорот Христо Меловски. Тој бил медиевист, докторирал во Германија, па веројатно таму имал пристап до тие различни современи теоретски правци и слично. И многу ми е интересно како во едно негово излагање во тогашниот популарен печатен медиум Пулс, токму го поставува прашањето за како се користат теориите на историјата токму во полето на националната историографија. Со тоа укажувал сакал да укаже на важноста на тие теоретски влијанија и како недостасуваат токму во македонскиот контекст, а на нивна сметка тој забележува нели една како рудиментиран однос токму кон тие прашања, кои иако може да изгледа како навидум, како патриотски однос, всушност го намалува капацитетот за интерпретативност, кој што историјата како наука, како научна дисциплина треба да го има, поседува. Да. Апсолутно. Денешно време, мислам, достапноста на латките за комуникација, достапноста на интернетот и сето тоа создава простор да секој да може да се создаде свој наратив. И еве имаме јутубери, имаме, не знам, разни канали кои што успеват луѓе, позади кои што стојат најверојатно некои, не знам, дали организации, струи, како и да е, и можат многу лесно да создадат и да привлечат млади луѓе кои што нели ќе веруваат на тоа што тие го зборуваат. Па во ова насока сакам да те прашам кој е твоето мислење, колку се штетни овие појави? Овие појави се многу штетни затоа што со повлекувањето на она што е официјална наука од јавноста, вие денес во македонскиот етер нема да најдете ниту една официјална емисија за историја, па дури ми се чини дека ова ние што го правиме први после не знам колку време, нема никаква содржина поврзана со историја, тоаш просторот останува да биде сечи и ничи. Секој денеска може да пристапи до информации, секој може нив да ги чита квалитетно или неквалитетно, критички или некритички, и нив да ги споделува со јавноста. Што уште е поинтересно, тоа најчесто го прават луѓе кои што веруваат во тоа. А подоцна другите ги фаќаат на емоција или на грешка или на невнимание или на незнаење. И не може да им се земе на греб дека не знаеле за нешто кога и самите не биле доволно информирани, затоа што во моментов нема никаква друга емисија посветена, книгите веќе одамна слабо се читаат. Дури подолги постови на Facebook ретко кој чита, камоли пак поголеми, и тие прават штета. Тие прават штета затоа што има сега една вистинска историја која што се крие, нели, која што може да ја слушнете само вака по подкасти, по не знам некакви полузатемнети места веројатно. Да. И таа нема да ја сретнете нели во официјалните книги, не заради тоа што е скриена, затоа што е глупост, но неја нема да ја сретнете, и тоа несреќавање таму е доволен мотив кај јавноста да повика на сомнителност, затоа што не мора да значи дека за она што не се зборува е нешто паметно, напротив мора да значи дека е глупаво. Апсолутно, да. Во најголемиот дел од случаите. Нема како вие да се сомневате во етаблирани институции, во етаблирана наука, но знаете кај го наоѓам јас главниот кривец за тоа?
во тоа што луѓето денес сакаат брзи одговори на тешки и големи прашања и на прашања на кои што ние до ден денеска не сме им го нашле крајот. Еден обичен човек кој што сака историја, тој сака да добие брзи одговори на нешто. На чиј Александар Македонски? А зошто вака или онака се појавувале нациите? И тоа треба да биде, дали ние сме како сите најстар народ? А додека да стигнеме до тоа, што е тоа најстар народ? И дали воопшто може да има некој народ што е најстар? Јас насмеа секогаш кажам, ако ги бараме најстарите, веројатно ние ќе завршиме или со Адам и Ева, доколку е некој религиозен, или ќе завршиме некаде во Африка, во некоја место под планина, и место белци ќе бидеме дури и под темна кожа, така црни, нели? И тоа ќе биде нашиот резултат од барањето на најстариот народ. Ние никогаш нема да најдеме свој алиби зошто сме ние најстариот народ. Дури најнационалистичкиот наратив е всушност наратив кој што воопшто не држи вода. Апсолутно, па тоа сакав да дополнам или еве допрашам. Значи луѓето веруваат на овие квази историчари, јутубери или како и да се викат, ама затоа што и не веруваат во институциите. Дали е тоа поврзано исто така? Па да, апсолутно е поврзано затоа што институциите едноставно се оддалечија од јавноста, се елитизираа полека, се наполнија некој од нив са 16 кучуци со неспособен кадар кој што буквално ништо не работи и зема само плата. Фактички немаме никаква продукција ние на историски дела за да може некој да ги купува, да ги чита и дури и кога ги има, тоа е уште пожелното, значи имаме ние сепак колеги кои што пишуваат и истражуваат и сето тоа. Тие дела не се промовирани во јавноста. Кога вие последно сте слушнале да има некаква најава за историска книга или книга од областта на историјата, а било каква книга, тоа да е во некаков си ударен термин, во некаква емисија, мислам дека дури веќе нема ни такви емисии каде што се говори за она што е нова литература. За да можете вие да зборувате и да препознавате некои работи, вие пред се треба да ги знаете. Абсолютно, а за да ги знаете, треба постојано да ги следите. Значи, и јас, што сум историчар, не можам да зборувам за работи кои што не сум ги исследал доволно, кои што не сум ги читал доволно, значи можам да кажам некаков општав, но секогаш има некој човек што повеќе знае од мене. А тоа го знае заради тоа што работи да истражува. Јас како рационален човек сарем би се сомневал во изборот на некој што е афирмиран стручњак, кога тоа е логичен зборува. Сега тоа што кај нас се намножија докторски, магистерски дисертации кои што се помали од дипломска задача некогашна, кои што секаде секој стана експерт за нешто, кога оригинални трудови се продаваат, тоа се трудови пиши-препиши, без никакво креативно, кога секој човек стана своевидна фирма истражувачка и сега сме некоја во трка или да работиме на себе си, или да работиме повеќе за другите да не пофала, тргуваме во некој таков вртлок, кога секој од себе прави некаква фирма, тоаш продукцијата на неквалитет ќе расте, а ќе расте и побарувачката за таа, бидејќи тоа единствено се сервира. Тоа е акција, реакција. Да, ако го запакувате во некаква интересна форма, вие ќе имате постојано гледаност на такви работи, дури ќе ви се зголемува гледаноста на такви работи. Да. Еве како што кажа Ивана претходно, јас сум сведок на една генерација која што имаше многу такви квази историчари кои што луѓе без врска, значи не беа ниту историчари, ниту беа дел од било каква наука која што се занимава со поручување на минатото, тие изнесува такви фрапантни тези, од кои што на човек би му се кренала косата на главата, прво зашто се толку многу глупави, тезите како такви, но луѓето ги прифатија. Ги прифатија од незнаење, ги прифатија и заради едно нешто друго. Колку еден човек живее во посиромашна реалност, толку сака побогато и побаво минато да има. Апсолутно, да. Да биде и секогаш кога ќе му заврши тој период нели на слава, тој бара виновник. И виновникот е секогаш некој друг. Ама да виновникот се знае кој е во даденото прашање, значи или соседот во смисла на држава сосед, или внатре во самата држава човекот од друг етникум. Точно човек друг етникум од друга вера, странска држава, странски служби. Затоа е многу битно ова бидејќи создава понатака и раздори во самото општество. Значи не можеме да речеме како е прашање за минатото и како ќе отолкуваме така, туку тоа се прелива и рефлектира на денешницата. Да, се рефлектира затоа што се создава табори, се создава анимозитет и наратив врз наратив, тоа колку повеќе долепувате на таа приказна, се пострашно станува, се пострашно станува и поопасно. Тоа може да биде причина и за разноразни напади на конфликти, на личности и конфликти, па меѓу другото војните во Југославија беа предизвикани од такви наративи.
кој е најстар народ, кој е угнетен народ од друга страна. Па зошто некој само некојаш е угнетен, и јас тоа многу често го кажам, како ние во еден момент можеме да видиме и толку силна држава, па да сме се сведели на едно ниво, да сме били угнетени, ете конкретно случај кај нас 500 години. Просто едноставно така не функционира историјата. Значи не е ова фитнес диета, па денес сега вежба, па јаде, па се дебе. Значи не функционира така историјата. Тоа си има свој линиски развој, своји причини, не секогаш од кои што некои лесно не се објаснуваат, некои се уште не можеме да ги сватиме, и секогаш треба да сватиме дека кога сакаме да се занимаваме со интелектуална дејност, тоа значи интелектуален напор. Не можете вие да стекнете никакво знаење, никакво сознание без напор. Апсолутно. Е сега тука уште сакав за улогата на државата, за овие квази што ги нарековме историчари или создавачи на наративот. Дали државата нема механизми да ги стави под контрола, или па едноставно на државата и одговара така да е сива зона се, бидејќи во матно најдобро се лови, народски кажано. Во нашиот случај, искрено кажам, јас мислам дека никој не обрнува внимание на такви нешта. Така. Затоа што не сме обрнувале ние внимание на многу пострашни нешта, што се животно загрозувачки од поголем степен, додека ваквите нешта не можете вие да ги санкционирате никако поинаку освен со развој на воспитанието и образованието. Доколку не вложувате во развој на образованието, доколку не ги афирмирате стручните лица, секогаш вас ќе ви се појават шарлатани. Апсолутно. За се и се што, а ние сме имале шарлатани дури во медицински професии. Па во сите, мислам тоа се прелива на сите области, не може да со се години никој не ги дознал. А од друга страна, историјата е далеку понаивна работа, проучувањето на историјата, секој човек може да проучува свој хоби, како што викаше покојната професорка Наде Проева. Секој човек може да има мислење за се, но не секое мислење е релевантно за секоја тема. Апсолутно. Значи секој може да го каже своето мислење, но јас не можам да ви говорам за информатички технологии, не можам да ви говорам за операција на бубрек, јас можам да ви говорам за историја, јас можам да кажам некој свој став за тоа, некакво минимално познавање, но тоа не е дефинитивниот збор, кој што јас или дефинитивниот суд кој што јас треба да го донеса, и врз основа на тоа да зависи нечи живот. Тоа апсолутно. Изгубено е тоа што викаш стручноста, кадровските политики воопшто целосно се изгубени, не само во вашава сфера област, туку мислам дека цела држава е во некој таков степен доведена. Па Ивана, да се навратиме на тебе. Обично се смета дека, како се вика тоа, Балканот е буре барот. И нели секога со неразрешени национални прашања, етнички, верски, вакви, такви. Дали ова појава е на бидување најстар народ, класифицирање на некој народ како вештачка творба да е, дали се појавуваат овие работи само во Балканот, на балканските земји, или да речеме цел свет пати од ова? Добро е што го употреби токму тој термин за буре барот, бидејќи некако не води кон главната теза која што може да се развие од ова прашање. А таа е поврзана малку со тој колонијален поглед на нештата. Така што и тој термин за Балканот како едно поле на варварство, на насилство и слично, според мене ми е малце како погледот на Европа за таа некоја имаголошки однос кон Балканот, како нешто, како едно страно, туѓо тело, некаде таму на и економската и политичката периферија, која што сега ќе ни биде како некакво наличје на европскиот одраз. И сега, од друга страна пак, доколку ја погледнеме самата историја на европскиот проект, велам европскиот проект, бидејќи го согледувам токму и во негов еден поширок развој, во развој на она што се нарекува, нели спомнавме, европска цивилизација и слично. Таа една европоцентричност и така натаму. Сметам дека токму онаа теза на Ерик Хобсбаум за измислување на традициите, тој го има некако добро, повеќе автори се имат занимавано токму со тоа прашање, меѓутоа неговото станало ете така по да се изразиме со денешен термин вирално, останува како теоретичар токму во тој сегмент на измислување на традициите. Тој токму зборува всушност за националните митови во Европа. Тој кога зборува за измислувањето на традициите, тој зборува за начините на кои што
во постфеудалните периоди на тие европски општества, државички формации и ентитети. Национализмот започнувал да се согледува токму заради класната поделба на тие елити буржоаски и слично кои што излегувале од империјални процеси, токму го гледале национализмот и како една еманципаторска алатка. Значи, тој за нив служел како една мобилизаторска, политичка, еманципаторска алатка како да излезат од империите, како да се соочуваат со моќни непријатели, стари системи кои што биле добро етаблирани во секоја сфера од општеството. И тој укажува, всушност, кога анализира разни примери, токму тој зборува за европски примери, како на некој начин соседните држави многу или пак некои европски ривалски сили создавале некои многу жестоки наративи едни за други. Германскиот со францускиот кулминира во Првата светска војна, тие стереотипи национални кои што постоеле меѓу нив, потоа полскиот и германскиот, значи таа милитаризација на Германија како е во полските наративи воспоставена и како постои долг период. Така што некако дури јас би рекла дека и Балканот и не е толку исклучителен. Мислам дека тоа ставање на некоја исклучителност на Балканот е повторно една колонијална тангента. И сега кога сум тука кај колонијалната тангента, пак може да ги согледаме и овие процеси за национални митологизации, како тие се одвивале во колонијалните проекти, империалистичките проекти на европските држави, бидејќи со нивните запоседнувања на територии Африка, Азија и така натаму, ние гледаме едно токму хомогенизација на нивните сили таму, токму врз воспоставување на тој супериорен, националистички, империалистички наратив, кој што е полн со таа една цивилизаторска мисија кон освоените територии, кон ресурсите кои што се екстрахирале од таму, и тоа се остварува и во оние тези кои што некои историчари на Западот се уште ги чуваат за точни, дека всушност тоа треба да се гледа како една кохезија од добри и лоши карактеристики на империализмот, дека тој им донел институции, им направил институции таму на некои племиња кои цело време се тепале меѓу себе, па кога ќе им се каже дека таму се направени првите геноциди, злосторства, аргументот е па знаете тие меѓу себе се воделе борби и слично, биле нецивилизирани и така натаму. И на тој начин по полека гледаме како ни става теза за силата цивилизаторската моќ на демократските западни земји, како всушност се негираат овие капиталистички злосторства кои што се вршеле во други делови на земјата, каде што се спроведувале тие империалистички проекти. И така гледаме како функционира од една страна пак за одреден народ бил еманципаторска алатка за елитите кои што ги воделе тие процеси секако, но од друга страна како се воспоставува на друга територија како колонијален проект и како тие тези остануваат, па дури и кај тие народи кои што биле под нечија империалистичка чизма, нивната култура на таков начин, заради тоа што имале господари од таков карактер, нивната култура тие си ја поставуваат, ја сметаат за помалку ценета и така натаму, додека пак се прифаќа како супериорна, останува така во нивната свест, супериорноста на новите господари кои што биле присутни и дури времења после ослободувањето од колонизација и слично, значи како се силни овие наративи, бидејќи нудат и една идеолошка основа на општеството, која што е, и затоа мене историјата како подрачје ми е едно многу важно подрачје за така да биде оставено, бидејќи таа ја дава една подлога за економските проекти кои што се одвиваат. Таа идеолошка, символичка подлога, која што знае да е и еманципаторска, но знае и да води кон најголемите конфликти. И да го спомниме уште еднаш кој е најголемиот наратив, нели, за некој се представува избран народ, Божји народ, ние сме Божји народ или слично, тоа и во балканските држави го има, меѓутоа се користи денес го гледаме со Палестина, секако со Палестина и геноцидни ентитети и така натаму кои што нели
се оди на тој наратив и дури гледаме дека се прифаќа се уште како рационално гледање на нештата, така што многу важно подрачје кој што е поврзано и со политичкото живење во една заедница, меѓутоа и со идеолошкото, со символичкиот поредок. Апсолутно, да. И се согласувам за ова, дури во Македонија, мислам, овие теории на нижа вредност, некој е по, не знам, автохтон, некој вештачка творба и слично, важат и во денешницата. Пример, кога ќе се случи нешто лошо во општеството и ќе учествуваат, нели, граѓани од Македонија во случката, се кажува македонска работа. Што значи, тој имплицира на демек таков народ сме ние, као демек предрасуди се креираат. Да, апсолутно. Ама значи било и во вика, нели, во минатото и се уште е присутно, бидејќи сепак ние ставот кон луѓето што живеат во европскиве земји дека тие се поцивилизирани од варварските балкански народи и тоа се трае се уште, иако се сака да се прикаже некоја привидна рамноправност и еднаквост. Повторно наши луѓе, мислам, сме разговарале со другари све што живеат во европскиве земји, се соочуваат таму со таа некоја си, можеби не дискриминација, ама предрасуди, стереотипи. Така што се уште се актуелни тие прашања. Да, се надоврзам, например, интересно е што тоа е повторно лечо од 19 век, целата таа приказна, секогаш на Балканот се гледал како на некое диво екзотично место. Така. Тука биле харемите, тука биле не знам што, кој што најголем дел од тоа се имагинативни работи, замислени, кои што не постоеле, не функционирал животот така едноставно во практика, но тоа цивилизираните луѓе така замислувале дека така животот се одвива на овие простори. И знак прашање што е цивилизирани луѓе. Јас мислам дека можеби Тоа кажам вака со вака водница. Аргументот на тие условно кажано цивилизирани влади, можеби пред нивните граѓани за да го оправдат тоа што го прават во другите земји, им било баш тоа дека ние сме цивилизирани, се што викаш им носиме цивилизација. И тоа можеби им било и представување пред сопствените граѓани, бидејќи јас не верувам дека не знам сите граѓани во Франција гласали биле за, да речеме, колониализацијата на Африка и така натаму. Така што голема улога игра ова со варварските и нецивилизираните народи. Би сакала уште едно кратко прашање, така трик да ви поставам на двајцата, па ако немате нешто дополнително, може да привршуваме. Колку сметате дека ревизионизмот во историјата се случува поради прикривање на класната борба на луѓето низ историјата? Па многу мене ми е поврзано токму со тие процеси на државата и на центрите на моќ кои што ќе ги превземат институциите, ресурсите и така натаму. Така што повторно како едно продолжување на таа теза околу историјата, историското сваќање на минатото со идеологијата, значи тој некој историски презент да ги наречеме тие процеси кои што се случуваат во сегашноста. Па така дури терминолошки може да се одговори прашањето. Ако погледнеме што се случува со терминот, зборот труд, како пополека тој од претходното општество, социјалистичкиот систем, како пополека исчезнува од јавниот дискурс, па доколку порано имавме разни институции, трудово биро и така натаму, имаше разни варијанти на таа тема, па дури имавме, не знам, Министерство за труд и социјала и сега пополека се оди кон една гентрификација на терминот и се нарекува тоа Министерство за економија, така натаму, значи некако се брише тој термин, ама со неговото бришење се бришат и тие историски искуства поврзани со социјалните движења, со сите оние бенефити кои што денес ги имаме ние, а се поврзани токму со движењата на работниците, значи токму она што е остварено во 18, 19 па и во 20 век, како права, тие денес се граѓански, поврзани со корпусот на граѓански права, но зборувам ја за работничките права.
тие се освоени низ работничка борба. Па дури и работното време, 8-часовното работно време и слично. И како што пополека се бришат тие термини, се бришат и нивните историски искуства врз кои што се втемелени, се отвора простор многу често и за регресија, за зголемување на работното време. Сега се фативме за тој пример, па ете за тоа зборувам. Меѓутоа, тоа најдобар одговор наоѓаме едноставно и во постјугословенскиот простор, каде што токму заборавот многу е насочен токму и на едно епистемолошко ниво, не само на политичко, туку и на едно епистемолошко ниво, токму кон таа историја на работничкото движење, на синдикалното движење, што пак за мене е многу чудно, токму бидејќи и оние кои што се фокусираат на дури на таа некоја тие си ја нарекуваат патриотска нишка на размислување. Дури оние кои што се занимаваат толку и со тие се фокусираат на етноцентричните национални истории и историографии, можат да ги искористат во своја корист како аргументи, бидејќи токму во тој период македонското население кое што започнувало, нели, тука имаме нерешено национално, нерешено аграрно прашање помеѓу двете светски војни и така натаму, каде што имаме интерсекција помеѓу класниот и националниот идентитет, тие наративи и извори и така натаму даваат аргументи токму за националната историја. Еве би сакала и уште еден пример ако имаме време. Многу ми беше интересно моето истражување токму за женското движење и за појавата на како производ на дејноста на антифашистичкиот фронт на жените во Втората светска војна, најпрвиот женски весник во Македонија. Значи тоа е најпрвото женско списание. Но сега ајде да го разгледаме од аспект, од национален аспект и од државен аспект. Сега тој извор, како историски извор, беше тотално заборавен. Мене ми е, повторно имаме идеолошки момент, зошто никој од оние луѓе кои што наоѓаат такви првични извори, најстари и така натаму, не го гледаат токму тој извор како првичен за нешто што би можело да биде промовирано и така натаму како прво македонскиот јазик е застапен тука и така натаму. И веројатно тука повторно е тој идеолошки момент, бидејќи не е подобен извор. Во него имаме друг вид на искуства на населението, кои што се поврзани токму и со антифашизмот, меѓутоа и со социјалистичката револуција и слично, така што секогаш повторно јас завршувам кон тие идеолошки разврски кои што се актуелни. Апсолутно. Па јас би рекол тука сосема кратко дека во суштина кога човекот ќе ги изгуби сите други идентификацијски аспекти, дали е со работата, дали е со трудот, тој ќе се осврне само на политичкото и бидејќи не може активно да учествува во политичкото, од политичкото ќе гради мит. Ќе гради мити од својата нација. Тој ќе биде фрустриран од положбата во која што се наоѓа и ќе се труди да ја надмине таа ситуација со измислување на убави наративи, поглед на ревизија кон минатото, несакање да се соочи човекот со себе си. И тука некаде ќе ја заврши приказната или во екстремен национализам и во едно и во екстремен шовинизам. Апсолутно, да. Согласувам. Подругари, ви благодарам за разговорот. Благодарам. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.